Рекордни 4 милиарди евра, толку ќе тежи државниот буџет за 2021 година. Главно ќе биде наменет за поддршка на здравствениот систем, но и силно погодената економија. Вкупните приходи се позиционирани на 3,45 милиарди евра, а буџетскиот дефицит е 567 милиони евра, или 4,9% од БДП. Премиерот Зоран Заев и министерот за финансии Фатмир Бесими ги соопштија клучните проекции за следната година. Секако непредвидливоста поради вирусот останува, но властите се убедени во финансиската консолидација. Министерот за финансии очекува закрепнување на економијата во втората половина од 2021. Капиталните инвестиции ќе бидат 373 милиони евра. Едно што е едноставно и јасно и е известно во цел овој период е неизвестноста. Исто така, тоа што е предвидливо е непредвидливоста. Сепак, во услови на криза, познатата изреката дека кризата, меѓу друго, е можност. Ние сме посветени и веруваме дека оваа криза не само што ќе се обидеме и ќе покажеме капацитет да се справиме со сите последици. Во исто време, сакаме да покажеме посветеност и капацитет како одговорност пред граѓаните, да имаме решение и за долгорочен раст и развој, решение за реформи кои значат подобар живот за граѓаните во иднина. Бесими рече дека државата до година ќе се задолжи за 530 милиони евра, од кои 275 милиони ќе бидат од домашниот пазар, но рече дека ќе се издава и еврообврзница. Но затоа ќе се продаваат државните компании, процес од кој ќе треба да се обезбедат пари за помош на економијата. На продажба ќе оди државен имот, но и компании во загуба. Први на удар ќе бидат Пошта, Железници, Еврокомпозит, Колска, Чебрен и Осломеј. Македонски пошти е планирано од 2021 година да отпочне да заврши постапка за продажба. Македонски железници, Еврокомпозит, Колска, Тутунски комбинат, Тутунскиот комбинат Прилеп. Очекуваме инвестиции во Попова шапка, да дадеме на концесија продажба, да се купи. Не знам, на туристичките објекти во Струга, кои што се во собственост на Елем. Очекуваме реализација на јавното-приватно партнерство хидроцентралата Чебрен. Власта уверува дека ќе се кратат несуштинските трошоци, а ќе имало поголема поддршка на приватниот сектор, потоа иновациите како и зајакнување на конкурентноста. Од владата вела дека имаат предвидено и дополнителни 50 милиони евра кои се обезбедени како резерва за ковид кризата, за да нема нов ребаланс уште во првиот квартал од наредната година. Деталната слика за државната каса за догодина јавноста сепак ќе ја почека. Буџетот од владата сега ќе се пресели во парламентот.